Заради големите загуби на вода и испуштање на отпадни води во природата, општините ќе мора да инвестираат во обновување на водоводните мрежи, но и да градат соодветни пречистителни станици кои ќе бидат самоодржливи. Ова беше пораката од денешната трибина во Струмица во рамките на проектот Национална студија за води, каде локалните самоуправи добива инструкции како се до тоа да се подобри во Македонија. There is a considerable investment needed in wastewater. Точно, во целата република е потребна инвестиција за изградба на пречистителни станици. Но не се работи само за изградбата на овие пречистителни станици, се работи и за зголемувањето на цената која ќе се случи откако тие ќе бидат поведени изградени. И секако тоа зголемување не треба да биде многу брзо и многу нагло, бидејќи економијата на Македонија се уште се развива и оваа цена ќе треба да биде достапна за граѓаните да може да ја платат, а секако да има баланс и помеѓу зачувањето на животната средина и инвестиции. The environmental protection and the amount that people are able and willing to pay. За спроведување на проектот за ефикасно управување со водите во Македонија, во следните неколку години во земјава ќе бидат потребни инвестиции од околу 750 милиони евра. Пари има, велат англиските експерти, за што општините ќе мора да изработат квалитетни проекти. So what we're recommending is a phased long-term program of investment. Значи секако тоа што го предлагаме е еден долг процес низ фази кој што ќе ги опфати сите овие фактори и исто така ќе ги идентификува можните донатори како што се Европската унија, владата на Швајцарија, владата на Германија, нивните фондови така. Секако ако има добар проект ќе има и донатори и целта на нашиот прирачник кој што го представуваме денеска да има возможи на јавните претпријатија и на општините да докажат дека има добар проект. The municipalities and the public utility companies prove to the donors that they have a good project. Со Националната студија за води ќе се заштити животната средина од негативните влијанија на урбаните отпадни води, ќе се обезбеди безбедна вода за пиење, а ќе се зголеми и капацитетот за управување со водите во земјава.